Домакинките знаат, а младите учат. Во случајов најмладите. Во пресрет на утрешниот Велики четврток, кога рано наутро пред да изгрее сонце се вапсуваат јајца, како тоа го правеле нашите баби, денес учаа најмладите, а тоа е вапсување јајца на природен начин, во природни бои, добиени од земјоделски производи, како на пример лушпи од кромит, цвекло и слично. Како се вапсуваат јајца со природни бои добиени од земјоделски производи, учеа младите во градот. За добивањето на боите, но и техниките на украсување на великденските јајца, обичаите, традицијата научија повеќе од старите искусни домакинки, штипски пензионерки, кои се она што го научиле од нивните мајки и баби, им го пренесоа денеска. Велат треба да знаат како порано се вапсувале јајцата. Ги вапсавме јајцата така како што ќе ги намокриме во чаша, ќе ставиме лист на нив, ќе ги ставиме во чорап, ќе ги замотиме, ќе ставиме ластиче за да не избега. Потоа ги ставиме да се варат за да излезе формата на јајцето. Вака вапцувале нашите баби. Мајките како вапцуваат? Мајките вапцуваат со бојата. Како е подобро? Подобро е овака, бидејќи на природен начин. Втора година поред Штипскиот завод и музеј во соработка со Сдруженијето на пензионери организира ваква работилница. Целта е младите да научат, но и да ја продолжат традицијата. Ќе добиеме на розова боја од зелката, а од цвеклот ќе добиеме лилјакова боја. Од морква се добива жолт, ваква, протокалова боја. И со се природно се е, и со кромит лушпа. Ва е старовремска традиција. Треба да се продолжи. Во поново време се користат многу вештачки бои, кои во одредени ситуации може да бидат и штетни. Музејот во Штип како проект на Министерството за култура веќе втора година организира проект обука на децата за традиционално вапцање на јајца со природни бои. Целта е да се продолжи традицијата и да се види како во минатото на ваков начин се вапцале јајцата. Денешната работилница се организира пред утрешниот празник Велики четврток, кога рано наутро пред изгрее сонце, по обичај домакинките за Великден вапцуваат јајца во црвена боја. За време на Великден ќе биде продолжено работното време на угостителските објекти. Согласно одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на великденските празници, на сите угостителски објекти им се продолжува работното време за 2 часа во деновите 6, 7 и 8 април, а на угостителските објекти кои се наоѓаат во колективни стамбени згради, работното време им се продолжува за само 1 час. Студентскиот парламент на Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе бира нов председател. Огласот е веќе објавен и трае до 9 април, а заинтересираните студенти може да го видат на веб страницата на универзитетот. По неколку години се распишува конкурсот за избор на председател на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев. Огласот е објавен на веб страницата на УГД. Огласот трае само 8 дена од 2 април до 9 април, но од овие 8 дена работни се само 4. Останатите денови почнувајќи од петок до 9 април, понеделник, се неработни, поради престојните великденски празници. Сепак во огласот пишува дека кандидатите кои ќе конкурираат своите апликации може да ги достават преку пошта на улица Крсте Мисирко, без број во Штип, или лично да ги достават во просториите на студентскиот парламент во канцеларијата на економскиот факултет. Во конкурсот ги има условите што треба да се достави, но нема кој и кога ќе се изврши изборот на новиот председател на студентскиот парламент, а кој треба да ги застапува интересите на студентите. Изборите на председателите на овие студентски тела во изминатите години поминуваа со низа проблеми, а според студентите се мешаше и политиката. Такви беа и во Скопје кои поминаа со полициска асистенција. Како ќе помине овој оглас ќе се види од наредната недела и дали воопшто студентите се заинтересирани за оваа функција. На денешната седница Советот на млади ја изгласа новата годишна програма. Во фокусот културниот живот на младата популација во градот. Јавни дебати и анкети за полесно да се детектираат проблемите и недостатоците со кои се соочува младата популација во градот се приоритетите на новиот состав на Штипскиот совет на млади.
Денес на третата седница, членовите ја избраа новата годишна програма. Сметам дека имаме доволно културни настани, но недостасува тој аспект како да се привлечат младите да дојдат на тие културни настани. Затоа ние ќе направиме една стратегија заедно нормално со сите млади како да ги привлечеме да дојдат на тие настани и ќе организираме нормално и ние како совет на млади активности и настани на кои ќе можат да дојдат и ќе бидат привлечени. Кукушев ги повика сите невладини организации, средношколци и студенти да се приклучат во работата на Советот на млади. Користам оваа прилика да ги повикам сите млади невладини организации и институции кои се занимаваат со младите да ни се приклучат во нашата работа, за да може заедно заеднички да го подигнеме нивото на живот на младите во нашата општина. Ги поканувам да се вклучат во сите наредни настани, активности и проекти, размени младински. Од пред неколку дена Штипскиот совет доби и свој простории. Канцеларијата Нова тело ќе биде во кругот на Дом на млади. Штипскиот филолошки факултет ги додели наградите за најдобрите есеи и цртежи на тема јазикот и неговата комуникацијска моќ. Штипскиот филолошки факултет денеска свечено им ги додели наградите на учесниците од конкурсот за најдобар цртеж и есеј насловен јазикот и неговата комуникацијска моќ. Деканката на филолошкиот факултет Драгана Кузмановска вели дека настанот е дел од одбележувањето на 10 годишнината од постоењето на факултетот. Интересот за овој конкурс беше голем. Имаме многу учесници, им благодариме на сите што зедоа активно учество на овој конкурс и се надеваме дека оваа традиција и понатаму ќе продолжи. Ова е доказ дека филолошкиот факултет го негува својот мајчин јазик. Раководителот на катедрата за македонски јазик и книжевност на филолошкиот факултет Виолета Димова забележа дека идејата за конкурсот насловен јазикот и неговата комуникацијска моќ ја дале нејзините млади колеги, а на овој начин тие го промовираат мајчиниот јазик, но исто така и факултетот пред идните студенти. Прашана колку младите знаат правилно да го говорат мајчиниот јазик, но и да пишуваат, Димова смета дека изучувањето на македонскиот јазик во последните години е на некое пониско ниво. Не знам зошто е тоа така, веројатно заради мислата или идејата дека мајчиниот јазик си го знаат по инерција и си го зборуваат, си го говорат. Меѓутоа радува па фактот дека и тие што се малкуте што се запишуваат на катедрата за македонски јазик и книжевност се трудат да и сваќаат дека всушност изучувањето на мајчиниот јазик, како што јас умеам да им кажувам често, е сличен на изучувањето на странскиот јазик, бидејќи граматиката, колку и да мислиме дека го знаеме мајчиниот јазик, сепак треба да се учи школски. Пристигнати се 139 есеи за македонски, околу 40 за англиски и 30 за останатите странски јазици. На свеченоста присуствуваа средношколци од Штип и од други градови во земјава. Во продолжение на дневникот партиски активности. Пресконференција одржа Општинската организација на СДСМ Штип. Посочуваат дека на виделина излегува вистината за криминалното работење на ВМРО ДПМН во периодот кога беа на власт. Еве го извештајот во целост. Вистината излегува на виделина и ги потврдува криминалите на ВМРО ДПМН. За тоа е потврда и кривичната пријава на претходниот градоначалник на општина Штип. Нагласија на денешниот прес од Општинската организација на СДСМ Штип. Против поранешниот градоначалник на општина Штип, Илчо Захариев, од страна на надлежните институции поднесена е нова кривична пријава тешка 250.000 евра. Како што јавноста е информирана, СВР Штип до ОЈО поднесе кривична пријава против Илчо Захариев и Игно Иванов, поради постоење основи на сомнение дека сториле дури 4 кривични дела: злоупотреба на службена положба и овластување и 2 кривични дела несовесно работење во службата. Според обвинението, тие двајца во повеќе набрати ја злоупотребиле својата положба. Захариев издал наредба за отстранување објекти околу градскиот базен и истиот го продал, иако знаел дека нема согласност од Советот на општина Штип. Иванов ги реализирал желбите на Захариев, иако и тој знаел дека се противзаконски. На тој начин ја оштетили општината и граѓаните за повеќе од 15 милиони денари.
Ова е само мал дел од незаконски донесените одлуки на минатата власт, предводена од ВМРО ДПМН. Времето на самоволие и непочитување на законите заврши и ќе биде врежано во меморијата на нашите сограѓани како една црна епизода за општина Штип, која никогаш нема да се заборави, за никогаш да не се повтори, потенцира од општинската организација на СДСМ Штип. За разлика од старата, новата локална власт работи согласно законите на Република Македонија и ја враќа довербата на граѓаните во институциите. Во изминатиот период, новата локална власт во општина Штип, предводена од СДСМ, интензивно работи на исполнување на предизборните ветувања, а со тоа изголемување на квалитетот на животот на нашите сограѓани. За само 5 месеци постигнато е многу. Намалена е цената на водата за пиење. Се гради нова детска градинка. Обезбедени се средства за допроектирање брана на река Отиње. Се чисти патот кон гасификација на општина Штип. Преземени се низа инфраструктурни потфати. Проектиран е училишен затворен базен. Почна постапка за уредување малгрупен дом. Отворена е постапка за формирање солидарен фонд. Со домакинско и одговорно работење во корист на граѓаните се прават сериозни заштеди на народните пари во буџетите на општина Штип и јавните предпријатија. Од општинската организација на СДСМ Штип посочуваат дека продолжуваат да работат одговорно, честно, транспарентно и во интерес на сите граѓани на општина Штип. А во врска со денешната пресконференција на СДС, со одговор се јавија и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. СДС своето неработење и неспособност го закриваат со замајување на јавноста, манипулација и ширење на лаги и невистини. Дека СДС само посакува власт, а не подобрување на животот на граѓаните, зборуваат и фактите. Во време кога тргуваат со националните интереси и го донесуваат предавничкиот закон за употреба на јазиците, поддржан од самиот Бочварски, со пресконференции за претходната власт создаваат искривена слика кај населението. Имено граѓаните на Штип секојдневно се сведоци на скандали и нефункционалност на општината, додека градоначалникот се слика и мисли дека раководи со невладината организација. Граѓаните секојдневно тонат во смет и возат по улици со огромни дупки. Тој градоначалник нема капацитет навреме да заврши тротоар од 20 метри со кој се занимава 2 месеци. Јавното предпријатие ИСРПАК наместо да обезбедува здрава и квалитетна вода за пиење во населбите каде што ја нема, истото неодговорно и несовесно ги остава бунарите, необезбедени и со ризик граѓаните на Штип да бидат изложени на огромни опасности. Лагите им беа главен адут на нивната изборна програма, а сега стануваат одлика на нивното работење. Наместо ветената младинска гаранција за враќање на младите, Бочварски и СДС донесоа бркање од работа на искусни кадри и вработување на партиски послушници. Наместо просперитет на градот добивме целосно уназадување. Веќе сите знаеме дека оваа локална власт е најголемото зло што некогаш му се случило на нашиот град. Оваа локална власт е пример како не треба да се работи. Граѓаните на Штип се мудри и оваа катастрофална политика ќе ја поразат на првите избори. Затоа на СДСМ им предлагаме да не се занимаваат со работата на обвинителството, затоа што тој е независен орган, да почнат да се занимаваат со проектите кои ги ветија на граѓаните, затоа што за нив се уште само слушаме, а никој досега не ги видел. Повторно е повреден мотоциклист во сообраќајна несреќа што се случи попладнево околу 14 часот на улицата Брегалничка во близина на надвозникот на патот на излезот од Штип кон Кочани. Во незгодата учествувало и патничко моторно возило. Неофицијално мотоциклистот удрил во возилото и со моторот паднал на коловозот. Со возило на итната медицинска помош е префрлен и задржан во Штипската клиничка болница. Увид на местото на несреќата изврши екипа од секторот за внатрешни работи Штип. Инаку ова е втора сообраќајна несреќа во која учесник е мотоциклист во изминативе 3 дена. Предходно 24 годишен штипјанец падна од мотор и се здоби со тешки телесни повреди. Незгодата се случи на улицата Партизанска, на крстосницата кај стариот диспансер. Штипската полиција ги пронајде 3 малолетни деца кои вчера избегаа од згрижувачкото семејство во Штип, не можејќи да се привикнат на новиот дом и на средината во Штип, само иницијативно решиле да се вратат во семејството во Кочани, каде што живееле 9 години.
Успешно заврши потрагата по трите малолетни деца кои вчера попладне побегна од згрижувачкото семејство во Штип. По само 2 часа, децата на возраст од 12, 14 и 16 години се пронајдени во Кочани, кај семејството каде што претходно биле згрижени. Имено децата во Штипското згрижувачко семејство живееле само 2 дена. Не можејќи да се превикнат на новиот дом и средина, решиле повторно да се вратат кај старото семејство, каде што живееле 9 години. Децата се од Штип, но во моментот кога останале без родителска грижа, во градот Подисарот немало згрижувачко семејство, па Министерството за труд и социјална политика донело одлука децата да бидат сместени во семејство во Кочани. Но пред извесен период во Штип се пријавило згрижувачко семејство, пошто Кочанскиот центар за социјални работи донел одлука децата да се вратат во Штип, информира денес директорката на Штипскиот центар за социјални работи. Откако децата вчера биле пронајдени, тие повторно се згрижени во старото семејство во Кочани. Следна тема во вестите е увоз-извоз. Во првите 2 месеца од годината зголемени се извозите и увозите на стоки. Според податоците од Државниот завод за статистика, вредноста на извезената стока е над 54 милиони денари, а увезени се производи од околу 70 милиони денари. Извозот и увозот на стоки во периодот јануари-февруари годинава бележи зголемување. Извозот е зголемен за 23,6%, а увозот за 16,8% во однос на истиот период лани. Државниот завод за статистика денеска објави дека извозот во периодот јануари-февруари изнесува 54 милиони 222 640 илјади денари, а вредноста на увезената стока 69 милиони 967 634 илјади денари. Трговскиот дефицит изнесува 15 милиони 744 994 илјади денари, а покриеноста на увозот со извоз изнесува 77,5%. Во извозот најголемо учество имаат катализаторите на носачи во благородни метали или нивните соединенија, сетовите на проводници за палење на возила, авиони или бродови, како и деловите на седишта и облеката. Во увозот пак најмногу се застапени платината и незините легури, необработените или во прав нафтени масла и маслата добиени од битуменозни минерали, плоснато ваналните производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и други метали од платинската група и нивни легури. Најголеми трговски партнери на Македонија и понатаму остануваат Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија. Актуалности од сферата на аграрот. Министерството за земјоделство ќе објави јавен оглас за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до и над 3 хектари во регионот на Свети Николе. Во исто време се преземаат интензивни активности со Државниот земјоделски инспекторат за евиденција на слободни парцели, но и откривање на узурпираното земјоделско земјиште. Целта е да се добијат слободни површини кои ќе можат да се понудат на користење на вистинските земјоделци, информираат од ресорното министерство. Контролите на инспекторите се во тек и нема да се толерира незаконско користење на државното земјоделско земјиште од физички и правни лица, за кое следува изрекување на казни согласно Законот за земјоделско земјиште, порачуваат надлежните. Министерството за земјоделство подготвува уште еден јавен повик во согласност со Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост и методологијата за процена на пазарната вредност на земјоделското земјиште во државна сопственост под оранжери и објекти кои се во функција на земјоделското производство. Со ова, сопствениците на оранжериите и објектите кои се во нивна функција ќе можат да достават понуди за да можат да го откупат државното земјоделско земјиште. Вечерва во делот за спорт одбојка. Одбојкарските екипи на УГД Студентот Штип во изминатово правенствено коло имаа половичен учинок. Машката екипа оствари победа, а девојките загубија на свој терен. Двоен одбојкарски програм во Штип имаше во изминатото правенствено коло во рамките на Суперлигите на Македонија. Женската екипа на свој терен во Штип загуби од екипата на Универзитет Тетово со резултат 1:3 во сетови. Затоа пак машката екипа на УГД Студент ги израдува своите навивачи со максимална победа од 3:0 во сетови против екипата на Лирио Тетово.
Настап во изминатиот викенд има и младинските категории на УГД студент. Младинците на УГД студент беа подобри од своите врстици од тимот на Универзитет Тетово и победија со резултат 3:1 во сетови. Со овој успех тие обезбедија пласман во полуфиналниот Final Four турнир за младински првак на Македонија. Полуфинален настап во завршницата од првенството на Македонија обезбедија и пионерките на УГД студент. Тие во Штип ја победи екипата на своите врстички од Јанта Воле од Скопје со резултат 3:0 во сетови. Толку во ова издание на Вестите, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието, ви посакувам пријатни предпразнични денови, секако за многу години, нека е предстојниот Великден. Довидување.